Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски заедно со партиска делегација во чиј состав се членовите на извршниот комитет Никола Поповски, Никола Тодоров, Владко Ѓорчев и секретарот за меѓународна соработка Александар Николовски присуствуваше на Конгресот на Европската народна партија кој се одржува во Малта. Груевски, како што информираат од ВМРО-ДПМН, присуствуваше на политичка сесија на Европската народна партија, каде се избира новиот потпредседател на Народната партија, Рафаел Трашковски од Полска. Присуството на Конгресот Груевски, стои во соопштението, го искористил за остварување билатерални средби и разговори со повеќето политичари кои се дел од семејството на Европската народна партија, која е највлијателна сила во Европската унија. Меѓу другото, Груевски остварил средби со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, со Јанес Јанша од Словенија, со домакинот на Конгресот и самитот на ЕПП на Малта, председателот на Националната партија на Малта Симон Бустил, со федералниот министер за земјоделство на Сојузна република Германија и секретарот за финансии на ЕПП Кристијан Смит и други политичари и влијателни луѓе од политичкиот естаблишмент на европско ниво. Груевски по средбите и разговорите истакнал дека престојот во Малта го користи за промовирање на националните и државните интереси, но и за информирање на позициите и ставовите поврзани со актуелната состојба во државата. Заедно со партиска делегација на ВМРО-ДПМН присутен сум овде во Малта, пред се заради Конгресот кој што го одржува Европската народна партија, каде што ние сме асоцијативни членки, но и заради билатерални средби со многумина и пред почетокот на Конгресот и за време на Конгресот, па веројатно и до крајот и после завршувањето на овој Конгрес. Се обидуваме секаде каде што можеме да лобираме за Република Македонија, за државните, за националните интереси на Република Македонија. Тука има многу значајни личности и е многу значајно кога ќе им се каже од прва рака она што е важно за Република Македонија, за незината иднина, за незиниот напредок, за нашите евроатлантски интеграции и напорите да се оствари тоа. А истовремено, практично, се обидуваме и да објасниме за се она што се случува во Република Македонија на политички план и се она што граѓаните, народот во Македонија се соочува во овој период. Затоа што има многу луѓе кои што не се детално запознати со работите и потребно е некој да им ги објасни. Некои ги знаат површно, некои ги знаат погрешно. Така што нашето присуство тука е важно и за лобирање за Македонија, за државните и национални интереси, но исто така и за објаснување на актуелната политичка ситуација во Македонија со кој што се соочува државата и сите граѓани во неа.